трибина на тема перспективите на македонската економија преку членството во ЕУ и во НАТО, на која што преку неколку слайдови што ги одбравме, ќе можеме да ја прикажеме тие перспективи кои се, а секој ќе може во текот на самата дискусија да се вклучи. Значи не чекајте на крај да се поставуваат прашања, во самата дискусија и на председателот на владата и мене поставувајте ни прашања околу тоа. Обичај ние на почетокот да ги представиме гостите. Овој гостин е многу познат. Е човекот кој што е присутен во политичкиот и економскиот живот долги години, председател е на владата на Република Македонија и еден од, односно творец на промените кои што ја зафатија Македонија последните години и се надеваме дека ќе биде и актуелен визионер да Македонија однесе на правите патишта каде што овие 27-8 години се двумевме и губевме време и нормално тоа се одразуваше на нашите позиции во бизнисот и така натаму. Тоа затоа и толку е голема поддршката од бизнисот на овие иницијативи. Пишува од тоа што можевме да прочитаме дека сте биле одличен ученик, ви одела математиката, професорите велеа дека ми лежи природните науки. Одев и на надпревери по математика и по физика. Завршниот испит за матурата ми беше математика. Некако првиот период во животот ви е врзан за математиката. Ви помогна ли тоа во животот? Верувам многу, заради тоа што природните науки дефинитивно влијаат и на инвентивноста на размислувањата, на прагматизмот, кој што и во животот ни треба, веројатно и во работата. Важев за математичар и во Република Македонија, на сите републички надпревари имам освоено доста награди и веројатно затоа сум и поддржувач колку што може повеќе да отвараме средни математички училишта, да ги дигнеме техничките науки, да има колку што може покрај економисти и правници во државата, секако инженери од секаков аспект, заради тоа што технолошкиот развој е нешто кое што доаѓа, како што вика Джек Ма, немојте ни да помислите да го попречите. Вие можете да одите на тоа манифакчуринг, да го поддржувате се, но технолошкиот развој едноставно гази се пред себе и колку се подготвени владите, државите да го прегрнат тој технолошки развој, толку и поголем успех ќе покажат како земја. Сигурно ја слушнавте мојата изјава пред неколку дена дека ние сме на мислење близко до донесување на една препорака на владата да се малце успори процесот на привлекување на странски инвестиции заради тоа што во моментов и последната година проблемот со кадарот стана многу актуелен. Мислам дека е тоа силна порака да се нешто побрзо прави во образованието, баш во ова насока во која зборувате. Затоа што тоа е некако рефлексија на тоа што беше во социјализмот кога се форсира општествените науки и долги години траеше, па после имавме еден погрешен концепт од 2006 натака и мислам дека се направија големи проблеми на тој план, а тие не се решаваат за еден ден. Дали имате во предвид дека треба да се убрзаат и да се стават на приоритетно место после референдумот тие прашања? Значи, алармантна е ситуацијата со адаптабилноста на невработените луѓе во државата со потребите на стопанството и пред се за домашните капацитети, но секако и за странските инвестиции. Работиме на две траки, министрите овде присутни, подпредседател, односно заменик председателот на владата и министрот за економија знаат. Го работиме, првата трака е преку образованието и преку средните училишта, воведувањето на праксата, обуката, заедно, овде ни треба многу стопанството, кое што ќе даде резултат на среден рок. И втората трака на која што работиме е брзото, или така наречено дуално образование, кое што имаме дефинитивно одлични пракси и од Германија, и од Австрија, и дури Швајцарија има одлични пракси кои што можеме овде да ги примениме, за да можеме она што се нуди во делот на невработеност од преку 21% невработени, а потребата за квалитетна и квалификувана работна сила е се поголема и поголема, да направиме еден конкретен мечинг. Новина е тоа што со канцеларката Меркел веќе потврдивме стиринг комити за економија. Зошто со Меркел? Заради тоа што знаете, покрај домашната економија ние имаме сериозна најголема поврзаност со Германија. Ова година се очекува 2018 да заврши со трговска размена од 4 милиарди. 3,6 беше 2017 година, каде што ние и тоа импозантно доминираме во извозот,
Да. Тоа потврдува колку германски компании исто така имаме во Македонија. Овој стиринг комити помеѓу Германија и Македонија што ќе се потврди ќе биде за економијата, не за политиките, Склучно, да. само за економијата. И идниот советник од Германија кој што ќе биде во мојот кабинет ќе биде предочен директно од Германија, посебно од економската заедница и најповеќе посветен на дуалната едукација, односно подготовката на квалификувана работна сила. Знаете дека тоа со помош на Германија е добредојдено, нема да се однесува само за германските компании, заради тоа што подготовката ќе оди на целиот кадар во Македонија кој што го имаме и ќе биде сериозно олеснување и можност за домашното стопанство исто така. Да. Долго време покренуваме некои иницијативи кои не ни проаѓаат. Мислам дека е ред сега малку да поинаква светлина да ставиме. Не може во земја со која што правиме 4 милиарди размена да не го знаеме амбасадорот и да не додоаѓа од редот на приватниот сектор. За нашиот амбасадор во Германија. Јас се надевам дека навистина министерот Димитров и председателот Иванов конечно ќе ги осогласат, не се многу далеко своите ставови, го имаме целиот тој аспект, заради тоа што дефинитивно 4 милиарди евра трговска размена е нешто кое што треба да го чуваме во стаклено звоно и да расте. Така, целото. Има апсолутно. директен импакт врз целата наша економија и јас верувам дека и амбасадорите и овие економските аташеа кои што работат економските министри ќе бидат сериозна помош на сериозната уште поголема економска поврзаност со Германија. Благодарам. Кога се определив за економскиот факултет, веројатно Чичко ми кој што беше главен директор на приватните компании, каде што работев и ја водев комерцијата, ме разубеди да не одам на информатика, математика или некој од инженерските науки заради потребите на компаниите. И јас знаев, штом завршам, се враќам дома во бизнисот. Фирмите беа веќе сериозни, зрели, Така. големи. Тоа беше 93 година, кога завршив средното образование и требаше да донесам одлука на кој факултет да запишам. И од тука заклучивме дека математиката и физиката и сите природни науки може да бидат многу убав комплементарен дел на економска теоретска едукација, која што дома ме чека целата прагма или пракса Така, да го применам целото тоа и се јави за потребно дека се јави за потврдно дека навистина изборот беше во ред. Знаете, кога заврши факултет бев прв од младата генерација од семејство Заеви, кога се вратив со факултет, веќе моите братучеди, брат ми со средна школа водеа комерцијални сектори во компаниите. Очекував да бидам втор директор во компанијата, ме стави една година магазинер, за да може веројатно да научам што е тоа складишна белешка, испратници, прием на роба, издавање на роба и слично. Уште пола година у книговодство, после ми беше дадена да ја водам комерцијата, која што веројатно со добрата мисла на мојот чичко, на мојот татко беше да има време за работа, научи ги сите детали, така да ќе работи, што е едно искуство кое што сакам да го споделам со младите кои што се многу амбициозни и веднаш сака директори, газди да станат. Има време, значи нека учат, има време пред себе. Еве, навистина јас тоа моје искуство ме придонесе кај мене да се оформи секако и личноста како И личност така тоа. Го споменавте вашиот чичко Душко, така? Душко, да. Тука ќе видите некои слайдови. Тој господин во 93-та година тука во Стопанската комора на Македонија формира првата асоциација за штедилници. И 2016-та се промовира една книга убава, која што можам да кажам дека половината е посветена на Стопанска комора. Затоа што сите тие активности се одвивале тука. Ќе ни кажете ли неколку збора за тоа? Ево вака, ПЕОН штедилница е една од првите штедилници во Македонија кои што се создадени. Секако денеска со трансформацијата на законите е финансиско друштво кое што работи, но тоа е дел од дејностите кои што ги работевме. Најсериозната дејност е поврзана со земјоделието, струмичкиот крај со земјоделието, тоа е конзервната индустрија и познатите производи мамас денеска, од тоа се излезени сушената пиперка и сушените зеленчуци, беа моите први преокупации кога 2001 и 2002 година донесов договор постигнат со Хоргош и Алева од Војводина од Србија во вредност од профит од 2 милиони марки, односно 1.100.000 евра, тогаш се променуваше и валутата. И беше така еден сериозен предизвик. Секако
цигуларството или туланата еленица, оранжериите се дејностите на кои што сме преокупирани и верувам дека еден портфолио на дејности представува можност да кога некоја не оди, другата да може да покрие и да се менаџира. Дисперзија на ризикот да се направи. Така. Нас ни е стварно исклучителна чест што вашите фирми од почетокот се членки на Стопанската комора на Македонија. Меѓутоа има една посебно што сакаме да издвоиме, тргопродукт, така? Да. Имавме тргопродукт со Мамазот. Вие сте професионалната кариера започнале во таа фирма, каде работевте од 1997 до 2003, од 2001 година сте били именувани за директор на истото предпријатие. Денес тргопродукт каде директор е Бобан Заев, е познат производител на домашни и традиционални производи на брендот Мамас. Тие се присутни кај нас, присутни се на сите сајми, присутни се на сите манифестации, ги среќаваме по Европа и по светот каде што одиме. Дали е таа и гордост на вашата семејна компанија? По тоа сме најмногу препознатливи и дома и надвор. Јас верувам дека е домашен продукт кој што ја афирмира и нашата Македонија, заради тоа што е 100% производство домашно. Така. Од пиперките до зејтино, до сето тоа што се користи во него. Рачна е производствата, односно со неиндустријски, затоа го има ваквиот начин или шмекот кој што го има во него. Јас верувам дека ќе расте во обем, заради тоа што жално е кога има дупла поголема побарувачка за ваквите продукти, од тоа што можеме да го произведеме. Ако успееме со земјоделците навистина да склучиме долгорочни договори и да останеме на тие договори каде што сме подготвени како компанија да финансираме од сето она што значи организирање на производството на пиперката, да расте во поголем обем, секако и ќе расте и обемот на производството на Мамас, кое што реков дупла е поголемо тоа што го продаваме на секаде во светот. Мамасот го има во Јапонија, во Канада, во Русија, во Америка, цела Европа, во Африка пенетрира. Кинезите го користат на пица, например, инвентивно е целиот тој дел, така да е еден домашен продукт. Гледам, конечно го има и на нашиот аеродром. Да, го има така, на секаде. Го има на аеродроми, дел на бензински, го има и слично. Чива идејата за Мамазот? Идејата за Мамасот е дома на семејството Заеви. И потекнува од традицијата која што имат многу краишта во Македонија. Цента, токму овој период, да произведат домашен најбар. Тоа го знаат жените и ние мажите, оти добиваме задача и дома, некој па да лупите пиперките или слично. Од тука произлегува идејата, тоа што го имаме да го користиме дома како ресурс, па така се создаде ова Гринфилд инвестиција 2008 или 2009, буквално е фабрика од нула, изградена со се развиен технолошкиот процес, со технолози и домашни и странски, кои што работеа на самиот продукт. Добар маркетинг, веројатно поврзан со него, и еве продуктот е навистина препознатлив на секаде. Банките ве поддржаа? Не поддржаа, без банките не бива никаде. Тоа сигурно 90% луѓето овде го знаат. Комплетно професионално го следеат целиот овој процес. Ние сме клиенти на повеќе банки во Македонија како компании, секако, и многу е важно да те следат тогаш кога носите храбри одлуки, многу често не до крај ризични, не до крај известни, односно ризични, а следењето на банките е споделена храброст со инвеститорот и беше многу важно во целиот овој процес да се следат ваквите инвентивни и храбри идеи. Имам уште едно прашање за овој дел и да завршиме. Тоа е вашето име, некако е поврзано со еден медјник, тој се вика Глобал. 2008 година, така? Или почна 2006, 2008 ја пушти. И тој е врзан за Институтот јавно-приватно партнерство. После тоа што се случи со Глобал, верувате ли вие во јавно-приватното партнерство? Верувам многу и жалам што Македонија не го користи доволно. Јас веќе подготвувам терен на многу институции како председател на влада да ги охрабрам да влезат во јавно-приватно партнерство, заради тоа што јавното приватно партнерство е навистина убав мечинг на приватната иницијатива и чувањето на профитот и растот со користењето на државни ресурси кои што постојат. Во тоа време струмичкиот пазар беше блокиран од санитарна инспекција заради нееколошки стандарди, беше затворен на една прекрасна локација, каде што општината влезе со локацијата на попат на тендер избра приватен партнер кој што ќе инвестира, ќе го гради, и намерата беше ако имаме, не знам, 1600 квадрата пазар, минимум да добиеме нов модерен пазар.
Да. Ние добивме 2000 квадрата пазар, добивме 18% од катните гаражи, 18% деловниот простор внатре и 1,6 милиони евра комунали и даноци од самиот проект без нула инвестиции. Приватниот партнер заработи профит внатре и денеска Глобал е еден модерен трговски центар каде што многу луѓе се вработени, повеќе од 350 луѓе работат во него, развиени дејности и верувам дека е добро за сите чинители кои што учествуваат во јавното приватно партнерство. Во Македонија може во многу вакви проекти да се влезе, посебно јас сум приврзаник на оние дефицитарните проекти кои што Македонија производи, Македонија кои што ги нема, како што е стаклото, како што е вештачкото ѓубриво. Ние трошиме десетици и стотици милиони евра за увоз на секаков вид на стакло. Нема стаклара во Македонија. Овде, ако нема доволно храброст и приватна иницијатива, ред е државата да биде партнер со приватен инвеститор или во производството на вештачко ѓубриво, кое што помеѓу 50 и 100 милиони евра државата има девизен одлив за увоз на вештачко ѓубриво кој што се користи насекаде во земјоделството во Македонија. Ги кажувам како два примери, но постојат во многу други области можности за јавно-приватно партнерство. Јас бев исто така стипендиран од америчка влада и 21 ден бев учесник во програма низ многу места во Америка, точно да го видам во пракса како секаде е можно јавното приватно партнерство. Луѓето од деловната заедница знаат дека таму не е дури само помеѓу јавните институции и приватниот сектор. Да. Факултетите учествуваат многу, посебно во овие истражувачките и развојни центри, заради тоа што бенефитот е заеднички и се прави едно трипартитно партнерство, кое што дава бенефит на сите страни кои што учествуваат во партнерството. Сум приврзаник за тоа и ја користам приликата да ја мотивирам деловната заедница во Македонија да пенетрира, да влегува храбро со државата, со општините во Република Македонија, градејќи јавни приватни партнерства. Ние имаме подруго мислење, премиере, и мислиме дека треба да се седни да се разговара за ова прашање, затоа што го поддржаваме како идеја, меѓутоа таму каде што ќе се сретнат приватниот сектор и државниот сектор и буџетот, секогаш има проблем од јавноста. И во една неконтролирана медиумска состојба која што ни владее во државата, практично секогаш сме ние тие што сме прогласувани за виновници, арами, крадци и така натаму. Мислам дека треба ова институт да го развиеме, али да ги имаме предвид и состојбите кои што владеат тука и мислам дека тоа е причината што похрабро не се влегло. Така, многу креативни и деловни луѓе споделили идеја и застанале на идејата, веројатно од страво да не бидат масакрирани од медиумите дека тоа нешто некој краде, нешто одма нешто се прави дека тоа е ова. Јас ќе охрабрам и во тој правец. Гледате, Македонија на еден начин ферментира секако. Ова отворена јавна дебата да не и се плашиме, се е здраво. Знаете, ако сме влезени со честни намери, а со честни намери се влегува во јавно-приватно партнерство. Постојат договори, светот го практикува, не треба да се плашиме. Заради тоа што колку и да е критичкиот осврт на еве вака некој пат недоволно информиран, најбезбедно кажано, медиумски сектор во државата или слично, не треба да се откажуваме. Целиот свет ја користи оваа алатка. И силно придонесува во севкупниот развој и на стопанството, и на бизнисот, и на бруто домашниот производ, отвара работни места, извозно се пенетрира посилно кога се влегува во тој дел и тоа треба да го искористиме. Некаде е многу инвентивно и добро државата да ви биде партнер. Убаво е да биде малцински партнер. Државата е слаб менаџер. Ама тоа дава сериозна положба на продуктот, на она што се произведува или услугата која што се испорачува, за да биде навистина добро поставена и на меѓународен план и треба да го користиме, да не се плашиме. Нека има критика, нека има дебата, но влегувањето честно, има закони во Македонија за таа област за јавно-приватно партнерство и концесии. Ке ги испочтуваме до крај, транспарентни постапки ќе ги истераме, но треба да ја користиме оваа алатка дефинитивно. Ајде еден аплауз, пошто конкретно влеговме во расправа. Често ве среќаваме по медиумите дека со мотор сте биле тамо и тамо, не сте биле во фирма. Зашто? Значи, не дека не Председателов на држава дава ордени наместо на фирмите на музичари, на уметници и така натаму. Пракса ли е тоа во Македонија? Да на бизнисот не му се одобрува ништо?
Значи, сите можат да добијат орден, сите можат да бидат наградувани, сите можат да бидат ова, али за бизнисмените кои што се по принцип лопови од транзицијата не можат ништо да добијат. Дали ќе промените таа пракса? Значи, за економскиот стандард на граѓаните најзаслужни се приватните фирми. Тоа сите го знаеме. Имајќи во предвид ниската продуктивност на јавните институции, јавната администрација, зборувам и за државната и за јавните предпријатија во државата. Дефинитивно неспоредливо најголеми двигатели на сеопштиот раст и развој во државата е приватниот сектор. Филозофијата уште приватниот сектор нема ни еден добиен орден. Да. Јас не сум приватник. Јас сум обштественик, можда ќе ви дадат нешто друго. Зашто е тоа така? Треба да го менуваме тоа. Јас зборувам отворено и пред камерите и како опозиционер порано, еве и сега како председател на влада. Филозофијата на секој собственик на капиталот е да храбро одлучи, добро помине со банките, повлече кредит и почне да дава плата и плаќа даноци. И кога ќе заработи, ова го реинвестира за да дава нова плата и да плаќа нови даноци во државата. Со тоа го крепи се вкупниот раст. И таа е вечна филозофија. Газдите овде и менаџерите на компаниите знаат дека за разлика од нивните раководители на оделенија и сектори и работниците имаат 20 дена сите одмор, 21 ден по закон, по се они немат. Дури кога се на одмор, телефоните фрнчат и работат. И таа е таа вечна борба која што имат, која што е оврска од капиталот, кој што го имат, никој не го носи во гроб. Тоа е нивно, ама и не е нивно, тоа е на Македонија. Значи, да, може да бидат тие и 100% акционери и собственици и како сакат, но тоа е на Македонија. И останува овде, дава плати и плаќа даноци, учествува во севкупниот раст на државата и на вистина, како што вика Цацко Јованке, да еден медалј да дадеме. И две ќе му дадеме. И две ќе му дадеме ако треба. Значи, јас дефинитивно верувам дека сето тоа заслужува многу посериозно внимание од Зборуваме општеството. за пристапот, ние не за... Така, знам дека бизнисмените не работат за медалот, не работат за наградата и признанието. Но на секому му е пријатно кога ќе биде препознаено тоа што го работи и навистина треба да биде препознаено од општеството, од премиерот, од председателот на државата, председател на парламентот, институциите, да користат таа прилика и да навистина домотивираат вака инвентивни луѓе кои што го генерираат и креираат развојот на Македонија. Ајде да убрзаме договорот со Бугарија. Договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Тоа некако стана као прв ваш надворешно политички потез, значаен. Ние од наш аспект можеме да кажеме дека веќе 10 години сме зацементирани на 300 милиони соработка со Република Бугарија и дека правевме напори огромни. Ништо не се помрдна во тој план. Дали ова решавање на овие прашања политички ќе допринесе и нашето интегрирање во евроатлантските интеграции, ќе допринесе да тоа се зголеми до некоја повисока сума? Прво, договорот е политички постигнат за да им служи на граѓаните на стопанството. Ние со Бугарија сме имале секој пат добри односи како држава, но за жал не беа до крај изгладени тие односи и требаше преку еден ваков договор да се тргнат сите резерви и да се растарети бремето кое што некој пат надвиснува и над стопанството, но и над граѓаните. И јас сум убеден 100% дека овој договор тоа ќе го постигне. Беше дел од севкупната политика во Македонија, која што веројатно со примањето на целото влијание од стопанството кој што сум го имал во мојот живот, но и политиката каде што високо сум позициониран подолг период или како подпредседател на опозиција или шеф на опозиција, еве сега председател на влада, придонесоа кај мене да сватам дека Македонија како мал пазар мора да гради пријателство, пред се со соседите, а после и со современиот демократски свет и со сите земји каде што имаме пазари или ни се потенцијални пазари, ако сакаме да имаме раст и развој. Од кога изградивме една домашна политика на, ние го нарекуваме политичарите концептот едно општество за сите, да ги стабилизираме меѓуетничките односи во државата и навистина да секој граѓанин се ја чувствува за своја Македонија, заради тоа што тука е роден, татковци и дедовци се родени, бевме подготвени да влеземе во решавањето на крупните прашања кои што ќе ослободат Македонија во нејзините перспективи. Кога зборуваме за ЕУ и за НАТО, ние зборуваме најповеќе заради економските очекувања, економските перспективи за кои што се надеваме. Вака подготвени дома
свативме дека ако влеземе со Грција, ние мораме претходно со Бугарија да го решиме проблемот. Оте ако го ставиме нерешено прашањето со Бугарија, со Грција и да се најде решение, тоа ќе биде осудено на пропаст заради нерешено претходно прашање со Бугарија. Го решивме проблемот со Бугарија и влеговме во решавање на проблемот со Грција. Денеска прашањето што е решено со Бугарија отвара сериозни перспективи во трговската размена и во сите многу други области, како што уметноста, културата, не знам, театарот, спортот и сите други дејности. Здравството веќе разменува сериозни информации и помошти меѓу себе во сите области и јас верувам дека првите параметри кои што ќе ги добиеме, не знам, на крајот на годината или почетокот на 2019 година, ќе бидат веќе многу јасно видливи, како тоа договорот кој што ги растеретил сите предрасуди, ќе расте сите параметри на соработка со Бугарија. Имам едно прашање тука. Со Бугарија секогаш сме имале проблем со инфраструктурата, години уназад. Дали то се должи на некои политички предрасуди во изминатиот период или стварно е проблематично и скапо инфраструктурното поврзување со Бугарија? Гледам се мачиме со железницата веќе од 94-та година. Веројатно немало доволно интерес и политички и економски заради слабата размена. Бугарија е голема земја, можеме да имаме многу поголема трговска размена и веројатно дури и економијата и стопанството не го правеле до крај притисокот. Сега е притисокот присутен од сите страни. И од бизнисот, но и од политиката и од сите други области. Знаете дека во моментот се гради патот, како го викаа, до Стане Лисичков ли, како беше граничниот премин од... граничниот премин што е во Клепало? Бугарска страна. Почна веќе постапките за преминот Клепало, кај Берово. Значи, паралелно покрај тоа што го градиме експресниот пат Крива Паланка, бугарска граница, железничката пруга повторно е возобновена во изградбата во првата фаза, во моментот тече тендерот за втората фаза од 147 милиони евра и се подготува да се објави и третата фаза од 340 или 50 милиони евра. Тоа е комплетната трите фази за железничката пруга Куманово бугарска граница и инфраструктурата се развива на секој аспект. Се дополнително проектира нова гасоводна цевка Петрич-Струмица, за да имаме два конектори од Бугарија. Знаете дека енергетски дополнително се поврзуваме со Бугарија заради присуството на енергетскиот пазар. Веќе донесовме одлука за заедничко берзанско тргување со Бугарија и развојот се движи со многу кратно засилено темпо на поврзување инфраструктурно помеѓу Македонија и Бугарија. Добро. Одиме на договорот со Грција. Тоа се резолуциите, долу се бројките кои што се и одите на договорот член 13-14 да видам. 14 член. Се прошируваат можностите за соработка во земјоделството, индустријата, инфраструктурата, инвестициите, туризмот, трговијата, транспортот, енергијата, животната средна ќе соработуваат и во однос на изворите од обновливи енергии, соларни панели, капацитети на ветар и хидроелектрани. За постигнување на цели ќе се развие акционен план, ќе се поттикнуваат заемните интереси, ќе се настојува да се подобрат и модернизираат и така страните поттикнуваат што е можно поблиска соработка меѓу нивните стопански комори. Е ова декларација кога преговаравте за ова или има конкретна, да речем, намера да иако Грција е во високо позициониран наш трговски партнер и инвеститор, јас мислам и сите бизнисмени мислат дека има уште можност за продолжување таа соработка. Има големи перспективи. Досега Грција беше од сите граѓани, така и од бизнисот, сваќаена како земја која што не е до крај пријател на Македонија, најбезбедно кажано. Зошто? Заради политичките аспекти кои што постојат во државата. Кога ме прашаа новинарите, кажи ми со еден збор што добивме, или вика со неколку збора, што е тоа што прво добивме со договорот. Реков, пријател добив. Имаме нов пријател, нашиот јужен сосед. Повеќе не ни е политички непријател. Пријателни. Пријателството кога се гради, тоа отвара перспективи од секој може начин. Секогаш бизнисот знаело на најинвентивен начин да ги искористи пријателските конекции на нашата земја и јас очекувам дека навистина преко економски параметри кои што ќе значат растење на севкупната трговска размена, меѓусебно инвестирање или слично, ќе допринесат за многу поголемо
состојба и пријатност на бизнисот во Македонија, веројатно и во Грција, заради тоа што досегашните обструкции кои што постоја или еве да ги кажам пречки, за да до крај експликацијата на таа соработка помеѓу два соседи биде овозможена, се отстранети сите тие обструкции. Сега ги нема. И јас апелирам да бизнисот на вистина ја зграбчи оваа нова можност за раст на соработката, кој што може да се гради од секој можен аспект. Грција е земја со пристаниште, најблиско до Македонија, најотворено према Македонија, со одлична инфраструктура, сме поврзани Македонија и Грција и верувам дека овде постои сериозен мегдан, кој што може да се искористи за нови профити во домашните компании, а преку тоа и за нов економски раст и развој на државата. Има тука уште едно крупно прашање за нас од бизнесот, тоа е Солунското пристаниште. Вие добро знаете што значи тоа за македонската економија. Беше долги години обременето со штрајкови, беше во државна собственост, сега се таму промена и собственоста, веројатно со тоа и ќе се подобрат условите. Меѓутоа, овде сте подпишале дека двете страни ќе се раководат од релативните одредби на конвенција, релевантните одредби од конвенцијата ООН за правата на морето. Бидејќи Македонија нема излез на море, колку што истата е применлива во практиката и при вклучување спогодби наведени во член 18 од оваа спогодба. Што значи ова, дека ние ќе имаме некои специјални поволности при користењето на Солунското пристаниште заради тоа што е тоа малте не единствен излез наш тамо во ситуација на подобрување на политичките и економските односи? Јас верувам дека со ваквиот договор за пријателство и соработка, кој што исто така направен со Грција, и тие имаат свое право и реално чувство да го покажат тоа на дело. Да. И во периодот кој што доаѓа ќе бидат многу благопријатни према македонската економија, овозможувајќи да чувствуваме и ние благодети од вака постигнатиот договор. И верувам дека треба тоа да го искористиме. На крајот знаете, поволностите ќе дојдат согласно компетативност. Така. Еве, например, со премиерот на Албанија исто така, имаме гарантирано дека ќе ни дадат еден порт во Драч, каде што ќе се вее македонското знаме и да биде точно на располагање на нашите комори. И ваквата компетативност може да доведе секако за да бидат подобрени условите и услугите кои што пристаништата ќе ги нудат за македонското стопанство. Една од работите зашто се поврзуваме вака со Бугарија, да имаме и третата алтернатива, преку Црното море, и верувам дека тоа многу ќе придонесе во компетативноста на цените, нудењето уште подобри услови за користењето на пристаништата и слично. Барем оваа влада е сериозно политички расположена према Македонија, владата на Ципрас. Јас верувам дека и опозициите во двете земји, иако во моментот се однесуваат баш како опозиции, ако би биле додедени во ситуација да носат одговорност за државата, и тие ќе бидат пријателски расположени од двете страни, заради тоа што наша обврска е да им служиме на граѓаните и на стопанството, така да овој договор доправа ќе ги носи сите можни придобивки, кои што верувам дека нашето стопанство, деловна заедница, ќе знае мудро, инвентивно и опортуно да ги искористи за, се знае зашто стопан, за профит. За профит, така. Дали има нешто што се во меѓусебните разговори се зборува дека многу малце луѓе го имат и целиот прочитано договор, вие го знаете веројатно детално. Има нешто што не е објавено во јавноста, што не знаеме, а што може да биде од интерес за бизнисот по Македонија? Нема, договорот е целосно транспарентен. Сето тоа што сме го знаеле во моментот и сме биле подготвени, сме го ставиле во договорот. Да. Но знаете дека секој договор има и свој дух. Треба да го следиме тој дух на пријателство и градење, на тоа пријателство заради тоа што дефинитивно може само да донесе повеќе. Јас верувам дека и Македонија и Грција ќе ги пребродат овие отворени дебати по основ на договорот, Македонија преку референдумот, Грција преку гласањето во парламентот, за да на крајот го апсолвираме прашањето на дебата околу оваа проблематика и да му дадеме целосна експресија на очекувањето од секој договор. И дома, знаете, со сопругата или со сопругот кој ќе постигнете договор, чекате некои ефекти да се постигнат. Компромис правиме секаде. Суштината и на овој компромис е придобивките.
придобивките за двете страни. Македонија прво има уште подобар пријател и партнер со кој што може да расте, секако и нашите придобивки за големиот пазар од 500 милиони жители, тоа е европскиот пазар преку полноправно членство во Европа, каде што Македонија е отворена, но придобивките се секако уште поголеми или поизвестни како тоа напредуваме. Грција е членка на Европската унија и на НАТО, може и такако многу да помогне во тој дел. Секако остана работи како што се утврдување на Origin или Made in Macedоnia. Нема тие аспирации да го земат нашето право. Конечната цел е во рок од 3 години од верификацијата на договорите во двата парламенти да разговарат двете земји, посебно заради тоа што дел од грчките производители можеби ќе сакат да користат Made in Macedоnia. И тука ни е договорено правото на неексклузивност, која што ние немаме проблем дали Made in Macedоnia ќе пишува заради регионот Македонија или заради нашата Македонија како држава Македонија, немаме проблем, но веројатно 3 години е оставен процес, така барем разговаравме, за да им се даде шанса на бизнисите во Грција пред се да си имат и своја определба. А ако се одлучат на своји производи да имат Made in Macedоnia, тоа кај нив е дискутабилно, оти тогаш го исклучува Made in Greece. Да. Ке си одлучат самите, но знаете дека тоа ќе биде секако договорено со наша согласност. До тогаш никој не го зима нашето право. Ако не се согласиме, секако и не се договориме по тоа прашање, не значи дека не е валиден договорот, односно ние се остануваме со потекло Made in Macedоnia или произведено во Македонија, но верувам дека беше важно да им дадеме таа можност во рок од 3 години да се определат производителите во Грција како сакат да се декларираат. Да го затвориме и овој дел со едно прашање. Зашто досега ова прашање не се разреши? Што можете вие да ни кажете како творец на иницијативата да се разреши ова прашање? Зашто досега не се разрешуваше? Веројатно прво созреа времето да биде решено. Се калемеше 25-6 години од независноста на Македонија буквално и поучени од сите предности и слабости со нерешавање на проблемот, оваа влада доживеа таков момент да треба да решава вакви прашања. Второ е регионалното отварање на Европа према Западен Балкан. Као политика, Берлинскиот процес? Да, знаете дека оваа Европска комисија која дојде пред 4,5 години, буквално го затвори проширувањето на Европската унија. Сега во последните години се промени тој аспект и со вака отварањето прашање не може земјите да чекуваат целосна интеграција со нерешени билатерални прашања. Третата работа, веројатно се погодија левичари во двете страни од премиерите, кои што поинаку гледат на работите, не дека не им е важна историјата, не дека не ја ценат, не дека не се национално патриотски поставени, но доминантно гледат на иднината. Да. Историјата и минатото ги користат како база на која што ќе се гради иднината. Десничарските политичари и партии се малку порадикални во тој аспект и потешко постигнуваат ваков тип на договори. И тоа е логично, не е само кај нас, веројатно тоа е секаде во светот. И тој момент го искористивме, гледате Ципрас верува дека тоа е добро за неговата земја, но медарбат, без разлика на неговата политичка кариера. Јас верувам дека ова е добро за мојата земја, без разлика на мојата политичка кариера. Има мандат до декември 2020, расте парламентарното мнозинство. Тешко дека некој ќе може да го сруши мандатот мој и на оваа влада. И веројатно можноста како што ни е поставена политичката констелација во државата, известност голема и за уште еден мандат, ама каде ќе оди земјата? Е прашањето. И дали ова целото вредно, ако Македонија нема иднина? Тоа беше пресудно кај мене и кај владата да се носат вака храбри одлуки. И трето, знаете дека се решаваат и чувствителни прашања во регионот, кои што не може да немат влијание. Во историјата секој пат чувствителните прашања имале импакт и влијание врз другите земји. Како председател на влада, веројатно сум еден од најинформираните и така е редот. Должност ми е да ја обезбедам, осигурам и мирот и стабилноста во Македонија, ако може да влијае тоа и на регионот супер, а договорот влијае позитивно на регионот. Секако беше и четвртата причина зашто влеговме во ова. Јас многу често зборувам и во јавноста дека не е лесно. Допира болка кога зборувате за договорот со Грција, ама не е лесно и на Грција. Исто така.
fair enough е договорот, двете страни подеднакво добија, подеднакво изгубија. Јас верувам дека само добија двете страни. Тоа времето ќе го покаже, но дебатата е многу легитимна. Некој пат знаете како и да се издушиме, да се испразниме ни треба. Нека ја има. Здрава е како што реков, но на крајот сум 100% комплетно, апсолутно потврден дека ова е добра работа за Македонија која што ќе носи само бенефит. Дали во некој момент почувствувавте неодлучност? Не одлучност. Јас многу често сум зборувал, не толку јавно. Ова не беше лесно целото. Камерите може ќе го снима тоа. Со Димитров зборевме, Грк изгледа професија, тоа не е нација, многу тешко, тешки преговарачи се. И беше мачно. И во еден период имавме и многу раздразнити чувства во владата, тимот. Имаше период кога прекинав. Имаше една вечер кога го испратив порака до Ципрас, благодарам, толку е. Ако не може да го сватите што значи вертикалата на идентитетот, џабе. Јас сум подготвен да ја фатам вертикалата на името, немам проблем со тоа. Честно сум поставен, прифаќам и до крај, ама вие морате идентитетот до крај. И се заблагодарив, сакајќи да упатам, петок беше сабота, да се слушнеме, да го додржиме пријателството меѓу двете земји и нас двајцата. Толку е, жалам што не успеавме. За на крајот, после 3 часа, доцна во ноќта, пред полнок, заклучиме дека, веројатно сме уморени. Дај да преспиеме викендот. Уште еднаш. Сабота и недела, па да продолжиме од понеделникот. Да. Имаше такви моменти тешки, каде што веројатно желбата да се успее и убеденоста дека е добро за двете земји беа водилка за да на крајот и се постигне договор. Добро, имаме уште еден слайд кај НАТО конференцијата е одржана во Комора. Значи, покрај тоа што зборуваме за општи придобивки кои што ќе се тука остваруваат, ние веќе како членка на НАТО и пред тоа имавме тука, државме конференции на кои што тие ги презентираа своите можности за јавни набавки за нивните потреби од страна на нашите компании. Ево ја таа. Конференцијата значи одржана на 3.4.2013 година. Во 2012 Министерството за одбрана ги имплементираше стандардите на НАТО, на тој начин со безбедна поддршка за македонските компании. НАТО базата има околу 16 милиони добавувачи, а нивните производи има можност да се најдат меѓу 32 милиони производи со кои се снабдува Северноатлантската алијанса. Тоа значи дека веќе се активности во Комората преземени, а веројатно со ако и влеземе во НАТО, ќе се зголеми можноста за директно пласирање на наши производи и услуги за потребите на пактот. Председателе, нема сега ако влезе. Готово, мора да влезе. Не знам, ние трибинава држиме за да не убедите. Ќе видиме на крајот реакциите како една од придобивките не е само што НАТО ни ја гарантира безбедноста, мирот, стабилноста, која што е најважниот предуслов најважно за бизнис. За бизнис. Така е. Има една убава придобивка овде. Имаме право како членка да партиципираме во саплајмент, односно набавките, кои што НАТО ги прави. Тоа ни следува членството. Јас лично разговарав со генералниот секретар. Бројките се многу убави. И тоа отвара убава трговска можност на многу домашни компании да влезат и да заработат, да профитират и да секако има придобивки од нашето членство и конкретни, прагматични во делот на бизнисот. Тоа се стотици и стотици милиони евра можности кои што се отвараат. НАТО е сериозна институција со финансиски бекграунд. Сите го знаеме тоа и сега конечно добиваме право, кое што право ќе се отвори дури по завршувањето на скринингот, односно со подпишувањето на протоколот, кој што тргнува после по парламентите на земјите членки и во Сенатот на Америка. Ние веќе добиваме столче таму. Од нашето добивање на столче, ако сме подготвени да ги зголемиме нашите мисии директно, и економски, и дипломатски во НАТО, а тоа ни е оврска, толку побрзо ќе ги враќаме информациите назад према коморите и према бизнисот, за да може да ги отвориме и практично вратите, да пенетрираме со право кое што ни следува на нашите компании во сето она што значи потрошувачка на НАТО, како сојуз кој што мора да ги троши сите овие работи за да обстојува и да функционира, обезбедувајќи го севкупниот мир. Буџетот е огромен, во милиарди, во големи милиарди, така да не следуваат и како делчиња од тој дел, кој што делчиња за нас се огромни
за македонското стопанство. Дали председателя од овие интензивни контакти и активности што ги имате, гледаме дека во текот на неделата ќе дојдат првните европски политичари, генералниот секретар на НАТО, ви имате секојдневни корелации и така натаму. Можеме предвидливо да кажеме дека ако ја завршиме домашната обврска што нас ни е дадена, дека грчкиот партнер ќе изврши својата обврска и меѓународната заедница. Убедени сте во тоа или има тука некои непознаници што ние требат како бизнис да ги знаеме? Јас сум целосно убеден и тоа во пракса ќе се потврди. Прво, гарант на секој договор е меѓународната заедница. И меѓународната заедница догарантира пред Грција тоа што ние треба да го гарантираме, и истовремено меѓународната заедница догарантира пред нас тоа што Грција треба да го гарантира. И некој вика, добро, еве ќе успее референдумот, ќе се направат уставните промени, која ни е гаранцијата дека Грција ќе гласа во парламентот? Да. Јас силно верувам на тоа што е гаранција и од меѓународната заедница и од премиерот Ципрас, дека ќе има и поголемо парламентарно мнозинство кое што ќе гласа за договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, отколку што е мнозинството што ја крепи владата во Грција. Силно сум убеден во тоа. Втората работа ја поставам, добро, они ставија подпис, исто така не знаејќи дали ќе успее референдумот во Македонија. Така е. Тие не веруваа и сега ние сме на потек. Кога ќе направиме потекот, треба и ние да им веруваме. Да. И тоа оди со взаемна доверба. Нема како поинаку. Во грчкиот парламент се гласа од мнозинството од присутни. Значи не од вкупниот број. Број него тие што Тоа во значи моментот дека теоретски може и со 145 пратеници тоа да биде изгласано. Јас верувам дека ќе биде со 170, дај Боже. Да биде тоа исто така важно за идното пријателство, но секако сум убеден дека секоја од страните ќе си го заврши својот дел. Во Грција тоа е директно политички поврзано со разговорите со пратениците од страна на премиерот Ципрас. Кај нас пратениците со 69 гласа тоа веќе го потврдија, има обезбедено 71 глас во македонскиот парламент во моментот кога тоа се гласаше. Од логични причини двајца не беа присутни, беа надвор од државата. Јас верувам дека после референдум, кој што ќе биде успешен и со делот на цензусот или излезеноста, ќе ги стави сите пратеници да бидат до крај извршители на одлуката на граѓаните, и убаво би било во Македонија со консензус да се гласа ваквата одлука, но во најмала рака верувам дека дотретинско мнозинство е можно да се обезбеди во државата, после секако успешен референдум, заради тоа што и да тоа сите прашање полагавме надежи во тоа. Од тука сите знаете дека меѓународниот фактор беше присутен и во делот на преговорите, но како помагач, како олеснител. Преговаравме билатерално, договорот е постигнат билатерално. Секако мотивацијата што ја дава пријателите на Македонија, и Америка, и Германија, и Британија, но и другите земји, па дури и соседите околу нас, беше драгоцена за мене како учесник во преговорите. Верувам и за Алексис Ципрас беше добре дојдена. Сите тие остануваат гарантори да ова до крај се реализира, но секако и неговиот дух како договор да се следи и во иднина. Председателе, моето последно прашање, ево све да се заврши, ние веруваме како бизнес заедница дека све ќе се заврши како треба, знаеме и да има некаде двумења и така натаму дека ќе се испеглаат. Проблемите немат да ни бидат решени сами. Ние ќе треба после приемот во НАТО и во Европската Унија да ги испорачаме и нашите резултати на планот на работата и така натаму. Меѓутоа, многу луѓе очекуваат од вас одговор дали после тоа и после тој прием ќе има некакво наше помирување меѓу себе на спротивставените страни и да продолжиме као ништо да не е нормално и така натаму, затоа што на тој начин ќе се создаде потребната клима за стварање на економски резултати што се потребни за развој на компаниите и на стандардот на граѓаните. Политичарите тоа го дефинираат као национално помирување, јас не можам така да го дефинирам, али дали нешто ќе се направи да се спласнат политичките тензии после ова, да може бизнисот да работи нормално. Ние тргнавме во кампања за референдум. Гледате дека во кампањата нема напади према опозиција или слично. Остануваме со повикот и опозицијата да се вгради по ова прашање, па дури и по цена нека критикува договорот и се, да застане зад НАТО и Европската Унија, заради тоа што и опозицијата во Македонија е за НАТО и за Европската Унија. Сите парламентарни партии застапени во парламентот се за НАТО и за Европската Унија.
Градејќи го ваквиот став и стојалиште, треба да знае деловната заедница дека диалогот меѓу власт и опозиција е отворен. И еве пред неколку дена се договори новиот директор на ОТ, на Да. новата агенција. Верувам дека ќе се гласа овие денови. Се преговара за сите оние контролни механизми да бидат поставени експерти, како Завод за ревизија, антимонополска комисија, Комисија управа. Комисија за заштита на детско престапништво. Да. И слични, кои што се буквално Професионални институции да бидат на професионални Одиме кадри. конечно со власт и опозиција да се договориме за ваквите прашања. Тоа значи дека во најмала рака мора да бидат докажени експерти. Да. Не може да бидат СДС или ВМРО такви луѓе. Тие се баш експерти и такви луѓе пронаоѓаме и за нив ќе застанеме, за да секако биде од помош тоа и на бизнисот, и на граѓаните, и на сите. Треба да знаат бизнисмените дека во текот на лидерските средби јас испорачав не секојдневна покана на шефот на опозицијата заради НАТО и Европската унија, заради историскиот момент кој што е исправен пред Македонија, да влезат во владата и да направиме една влада на национално помирување и единство и да одработиме онака родолюбски, како што се вика, за државата сите. До кога? До полноправно членство во НАТО. Добро. Тоа е некаде пролетта, по мои очекувања, март-април 2020 година. Добро. Така беше Црна Гора, така е Хрватска Значи и тој процес и Албанија. на Додека трае, без да навлегуваме во ресорите на ДУИ, не знам, на другите политички... меѓу- Нашите ресори бев подготвен да ги споделам со ВМРО ДПМН. Јас го понудив тоа. Иако имам мандат до декември 2020, дај заедно, сака народот да не види, бизнисот сака да не види за некои прашања заедно, да влеземе и да одработиме за државата до пролетта 2020. Да. Тогаш ќе станеме полноправна членка во НАТО, паралелно ќе ги отвориме поглавијата веќе со Европската Да. унија, Македонија ќе биде на шините, ќе ни се на напред, доволно време да се разделиме до редовните избори со своите економски идеи, проекти, ќе се избиеме како политички опоненти и народот ќе не гласа, кој ќе гласа, тој ќе продолжи да води државата. За жал немаше подготвено со таква работа. Јас тоа го кажувам зошто? За да сватат деловните луѓе дека времето да одработиме за државата е навистина созреано Така е. и треба да направиме се. Сум растаретен човек и верувам дека можеме да успееме. Затоа што и врската на сите нас, јас ви верувам на свесноста, упатеноста, информираноста на деловните луѓе, заради тоа што и меѓународно се поврзани во соработките, бизнисите, дека ова прашање е многу важно за Македонија, дека треба да го поддржиме ова прашање, но и днината на бизнисот е гарантирана преку ова прашање. Сами пазар од 1.600.000 жители кои што трајно се овде во Македонија, веројатно е толку бројката од 2.100.000. Сега се глобално село одат, доаѓаат луѓето, не е исто со 500 милиони потрошувачи, односно пазар кој што ни се отвара дефинитивно, интегрирани во најмокниот сојуз на светот НАТО и најдобрата унија во светот Европската унија. Тоа не може да биде штетно за бизнисот, може да биде само плюс за самиот бизнис и навистина јас очекувам бизнисот во Македонија, не заради куртоазијата, не заради соработката влада и стопанска комора, туку заради прво својата сопствена држава, после заради својот сопствен бизнис, да даде сериозна поддршка на овој процес кој што се одвива пред Македонија и верувам дека тоа треба да го направиме сите кои што инвентивно добро мислиме за перспективите на тоа што го работиме, но и за перспективите на нашата земја. Јас мислам да заклучам ова со тоа дека не уверивте во потребата во она што ја знаеме, бизнис заедницата секогаш ќе ги поддржува напредните идеи во државата, тие што возможуваат прогрес и за фирмите и за луѓето и така натаму. Ги знаеме и ги цениме сите напори кои што вие ги направивте во изминатиот период, тоа ни е доволна потврда дека ќе успеете и во ова, ви веруваме и за да ви докажеме еден голем аплауз ќе даде. Ајде, Анета, сега. Јас само една работа морам да ја кажам што беше испуштена, важна е. Да. Што ни се случува само со тоа што е во најава членството во НАТО и во Европската унија, од потпишувањето на договорот. Комората ги следи параметрите на растот. Првиот квартал беше 0,1%. Да. Многу лошо. Ние по нашите анализи чекаме статистика да објави, очекуваме меѓу 2,5 и 4% раст во вториот квартал. Но тоа што веќе излезе
се убави најави. Значи, индустријското производство јули 2018 во споредба јули 2017 8,4%. Сите овие 8 месеци паралела правена од јануари до јули 2018 до 2017 паралелата направена 5,5% раст на индустријското производство. Сакам да знаете дека е вака како што е поставена во контролата државата, преку УЈП, преку сите инспекции кои што постојат. Вие знаете дали е тоа пренагласено или нема, еве вака како што е. Меѓу 8 и 10% е зголемен приходот од даноците во државата споредба со лани. Тоа е доказ дека живее економијата, дека раздвижена и растат овие параметри. Извозот знаете дека 14,5% зголемен. Да. И сите овие параметри во најава покажуваат раст. Овде ќе се надоврзам на брзината на моторите. Да. Имаше Македонија 2%, 5%, 3%, 4%, реформи вакви, реформи онакви. И еве 27 години, веројатно, испробавме се. Мора да направиме, јас го викам квантен скок. Квантиниот скок, ако сакаме да го почувствува и економијата, и бизнисот, и граѓаните, мора да биде со ова буквално прелапнување на големиот ЗАП и полноправното членство во НАТО и ЕУ, која што дефинитивно ќе овозможи многу поголеми раст, поголем раст на економијата во државата. Тоа значи раст поголем од 5%, па дај Боже, и до каде што тоа е можно. А возможно е во Македонија, ако навистина прво ние политичарите се подсредиме, се престроиме, Европа и НАТО, меѓу другото знаете, сите значи доаѓање на камшикар, кој што пополека ќе ме среди по европски правила, да си влеземе во калъпчето, секој да си ја завршува својата работа, онака професионално и продуктивно како што тоа треба да биде, ако сакаме да ги достигнеме овие амбиции кои што ни се поставени, но дефинитивно ако успее референдумот кој што е пред нас, се качуваме на 1600 кубика мотор, кој што дефинитивно ќе ја забрза се вкупната перспектива на Република Македонија.